За владиниот проект Купи куќа за млади досега се одобрени 18 апликации, а се разгледуваат уште 80, информираше председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на денешниот работен состанок за проектот. Во Штип ќе се обезбедат 3 локации за плацеви за проектот Купи куќа за млади. Првата локација е 3 чешми, каде што ќе има 102 парцели. Документацијата е готова, се чека од Агенцијата за просторно планирање, а ќе се продаваат од септември. Актива Иван Хол веќе сакаат да ги купат завработените и речиси се продадени. Втората локација на 46 хектари, 160 парцели со цела инфраструктура. Третата локација ќе има 100 парцели и Техникал Текстайл ќе ги купува завработените, со што сите ќе се продадат. Исто така и во населбата Бабек има 236 парцели, а следната недела ќе има оглас за 40. Додека и во Пробиштип резултатите во однос на индустриските зони се одлични. Во едната зона во градот веќе работат 10 компании, во кои се ангажирани околу 700 лица. Во втората зона 2 локации веќе се продадени, а паралелно се работи на решавање на имотно-правните аспекти за уште една, истакна градоначалникот на општина Пробиштип Тони Тоневски. Имајќи го во предвид големиот интерес за проектот Купи куќа за млади, Агенцијата за катастар се соочи со проблем со недоволно урбанизирање на градежни земјишта. За да им се понуди на граѓаните да изградат објект, Агенцијата за катастар и недвижности направи акционен план, мапирање на земјиште и да се урбанизира со цел потоа да се продава. Агенцијата за катастар и недвижности доби надлежност за 36 вакви 36 политички општини во Република Македонија да урбанизира, односно да направи геодетски подлоги за преку 700 хектари. Согласно акциониот план ние веќе сме на терен и работиме масовно, што се вика. Заклучно со овој месец ќе бидат завршени сите ажурни геодетски подлоги за сите градови од Република Македонија. Агенцијата за катастар и недвижности својата обврска ќе ја заврши на време, а понатака останува да Агенцијата за планирање на простор или приватните планерски компании што ќе бидат ангажирани од страна на Министерството за транспорт и врски да ги урбанизираат овие парцели и според информациите што ги даде и потпаролот на влада на Република Македонија, веќе очекуваме на почетокот на 2017 година да се објават првите огласи за продажба на градежно земјиште онаму каде што сме започнали од нула. На работниот состанок Груевски потенцира дека владата предводена од ВМРО ДПМН ќе помага при изработката на детални урбанистички планови и нивно финансирање и за трошоците на општините за градба на водовод, канализација и пат.